Со поставувањето на атмосферската канализација долж улицата Тодосије Паунов во централното градско подрачје на Кочани останаа деформитетите и земјени засеци на асфалтот кои предизвикуваат реакции кај граѓаните, особено возачите кои секојдневно поминуваат по оваа главна сообраќајна артерија. Тие прашуваат до кога ќе се чека на санирање на дупките кои им создаваат проблеми при управувањето со возилата и предизвикуваат штети на истите. Градоначалникот Димитровски деновиве искоментира дека проектот за уредување на оваа и други улици во градот е во фаза на реализација и се одвива според планираната динамика. Меѓутоа, многу нешта зависат и од временските услови кои зимава не им беа наклонети на градежниците. Општина Кочани има еден од поголемите проекти во последните години во делот на одвојување на фекалната од атмосферската канализација со изградба на комплетна атмосферска канализација на неколку пунктови во градот за кои што зборувавме и порано, и најосетлив е пунктот на улицата Тодосије Паунов, од мостот кај стариот воен одсек, старата зграда на Управа за јавни приходи, па до училиштето Марина Попиванова. Работите градежни во делот на поставувањето на колекторот се завршени, меѓутоа се завршени во период кога не е можно асфалтирање, кога асфалтните бази се затворени во зимскиот период, и еден дел од тоа е асфалтирано, меѓутоа неквалитетно е завршена работата. Стручњаците велат дека во услови на ниски ноќни температури и чести обилни врнежи од дожд нелогично да се поставува асфалт, кој може да претрпи сериозни оштетувања. Затоа тоа апелираше до сите граѓани да бидат трпеливи и да почекаат, бидејќи за 2 недели се очекува да започне поставувањето асфалт на најфреквентната улица. Очекуваме во најскоро време, за 2 седмици најмногу, да изведувачот, така имаме разговори со него, да изведувачот си ги заврши работите, најпрвин да го санира она што е лошо пополнето со асфалт, значи да се симне тој асфалт, да се изгребе и оние површини кои што не се асфалтирани да се асфалтираат. Тоа истото важи и за улицата Димитар Влахов, тоа истото важи и за улицата Страшо Ербапче, односно за сите делови од градот. Од општината вела дека при реализација на вакви крупни и стратешки проекти кои решаваат значаен проблем за идните генерации, каков што е атмосферската канализација, пореметувањето на режимот на сообраќајот и раскопаните улици се нормална работа и треба време сето тоа да се реши на најдобар начин.